Почитувани, оваа рушевина зад нас е најголемото наследство од децениското владеење на Маријан Ристевски. Наместо современ спортски објект, стадионот Гоце Делчев е целосно уништен и оставен да подсетува на неспособноста на ВМРО-ДПМН. Градоначалникот во заминување, уште во 2013 година, ветуваше и лажеше дека Прилеп ќе добие градски стадион по сите стандарди на УЕФА и дека инвеститор ќе биде општината во соработка со ФФМ. Во 2015 година градоначалникот и ФФМ потпишаа договор со кој најавија инвестиција од 1 милион евра за стадионот, иако пред парламентарните избори во 2016 година церемонијално го ископаат теренот. Денес нема никакви градежни активности. Времето покажа дека ветувањата за модерен стадион со капацитет од 18.000 седишта, од кои 5.000 со покриена трибина, со облекувални и простории за службени лица, терен со дренажен систем, како и рефлектори за ноќно играње, останаа само лаги за политички поени. Денес стадионот е во мизерна состојба, теренот е обраснат со трева, трибините распаднати, а столчината искршени. Овој распаднат објект зад нас е само уште еден доказ за неспособноста на Ристевски и ВМРО-ДПМН да ја водат општината. Прилеп не заслужува локална власт која ќе мисли само на сопственото богатење, додека интересите на граѓаните паѓаат во втор план. Токму затоа, веќе на есен, граѓаните на Прилеп ќе се изборат за промени на локално ниво. Новата локална власт, предводена од СДСМ, заедно со новата реформска влада на Република Македонија, ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните и ќе го врати фудбалот на заслужениот пиедестал во Прилеп. Ви благодарам.